Откако рускиот председател Владимир Путин ја почна војната во Украина, сад работат со сојузниците да ја изолираат Русија дипломатски и финансиски. Путин е агресор. Тој е агресорот и мора да плати цена за тоа. Сепак позицијата на Индија создаде дилема во Вашингтон. Њу Делхи повика на мир, но не гласаше за резолуциите на Обединетите нации за осуда на Русија, која представува најголем снабдувач на Индија со оружје. Њу Делхи исто така купи повеќе руски газ. Сметаме дека важно сите држави, особено оние со влијание, да го притиснат Путин да ја прекине војната. Но третиот најголем корисник на газ во светот смета дека му е потребна ефтина енергија за да ги задоволи зголемените потреби. Гледаме дека односот меѓу Русија и Индија оди во наша корист. Што е во наша корист, би сакал така да проложи. Москва стана најголем снабдувач на Њу Делхи со енергија оваа година, како што има застој во извозите. Поранешни индиски официјални лица очекуваат овој тренд да продолжи. Ние сакаме да практикуваме стратешка автономија. Тоа значи дека сакаме да ги носиме сите одлуки врз основа на тоа што е индиски интерес. САД се наш многу важен партнер и би сакале да го имаме предвид нивниот интерес, но сакаме да постапуваме на начин неопходен за нашиот национален интерес. Иако председателот Џо Бајден го нарече индискиот одговор за војната во Украина нестабилен, експертите велат дека неговиот релативно тивок коментар е последица на потребата на Вашингтон од индиска поддршка против поголем противник. Иако во брзо време би сакале државите да бидат на иста позиција со нас во однос на Русија, особено по инвазијата на Украина, поголема стратешка закана за нас е Кина. Индија ја гледаме како многу важен партнер во справувањето со неа. Стратегијата за национална безбедност на Бајден, која беше објавена во октомври, се потпира на поддршката на Индија да помогне во справувањето со Кина во Индо-Пацификот, главно преку неформално партнерство меѓу САД, Индија, Јапонија и Австралија. Но Кина во исто време е и втор по големина трговски партнер на Индија по САД, и Индија е дел од Шангајската организација за соработка предводена од Пекинг. Сепак, кинеските длабоки врски со индискиот противник Пакистан, како и пограничните спорови со Индија, се причина за Њу Делхи да соработува со Вашингтон да ги намали растечките амбиции на Пекинг. Мислам дека нивниот пристап во однос на Индо-Пацификот или справувањето со Кина може да се менува, но нема никакво прашање околу нивните цели. Во 2023 година, аналитичарите очекуваат официјалните лица на САД и Индија јавно да се фокусираат повеќе на нивните заеднички цели околу Кина, а помалку на нивните разлики околу Русија.